Помислив дека со ова истовремено сака да порача и на разни трагачи по тајни богатства, дека долу нема ништо од златата, сребрата и скапоцените камења од сите приказни на светов за неговиот гроб, па не би требало да се нарушува неговиот спокој. Во вакви моменти не знаете што да мислите. Се е испомешано. Историја, географија, археологија, но и метафизика. Цело време е присутна само Македонија, зашто таа е наш НЗС. А Александар е само нашиот идентификацијски код. Тој код проработе и овде. Кога малку се созедовме од шокантното откритие, прв пат снимено со камерата на ТВ Сонце, мораше да го направиме нашиот свечен ритуал кој доликува на ваков свечен момент, знаејќи при тоа дека ова место 23 века чека некој да го донесе македонското национално знаме. Еве тоа го правиме ние. Го простираме врз гробот знамето на Македонска алијанса за овој историски момент. Веднаш зад гробницата има и пештера, за која мислат дека е влез во поголеми длабочини под земјата. Тука тие палат кандила и му се молат на царот и богот Александар. За овие македонци ова место е и црква и џамија. Ismail. Ismail. And his name? Yeah. This guy name is? And you? Amantay. Amantay, which is Aminta. Аминта, таткото на Филип, се разбира. За еден сноп од необични клопотарци и звончиња велат дека е останат од тие времиња, од Александар Македонски, па затоа на него врзуваат своји нешта за да упатат посебна молба до него. На една карпа веднаш зад гробницата, но пред влезот во пештерата, ни покажа и остатоци од мапа нацртана не случајно, овде веднаш покрај гробот. На оваа мапа доскоро се разпознаваа границите на некогашното големо македонско царство, ни рекоа Аминта и Исмаил. Иако веднаш до гробницата, но зад скриен зад еден мегалитски остаток, дури и од позиција на селото, ограден со камења за да се одбележи неговата важност за сите оние знајни и незнајни кои ќе поминат покрај него и ќе забележат дека овој камен е различен од сите што дотогаш ги видела. За разлика од сите други што ги сретнавме по пат, има своја длабока, мистика и специфика, а се разликува и по бојата. Го викаат синиот камен. И не е интересен заради својата грандиозност, тој и не е толку голем. Малку е повисок од Аминта или се скоро исти. Го замоливме да се качи врз него за да видите дека каменот е навистина цврст како камен. Но ако ви дозволат да го допрете, тој под вашите прсти веднаш ја претвара својата состојба па станува мек како песок. Станува ситен прав со златкасти честици кои светкаат под сонцето. Прв пат гледајќи виделина на белиот ден, надвор од синиот камен во нечии туѓи раце. После сите овие векови, откако паднал од небото, точно на ова место, токму пред македонците и токму пред Александар. На ова патување нам ни се придружи господја Емилија Гелева, долгогодишна аналитичарка на теми од надворешната политика и теми што ги викаме геополитички. Иако нашава мисија би ја дефинирала како геоисториска, барајќи ги остатоците од некои дамнешни времиња на кои денес се гледа како на длабока историја. Но векот е како денот од вчера, рекол Александар.
Присуството на Емилија во нашиот проект се покажа како драгоцено, особено во врска со синиот камен. Еве што пишува таа меѓу другото на својот сајт www.geomakedonizam.mk. Најпосле го видовме и синиот камен, кој на молба на Александар до Бога му паднал од небото за да ја спаси заболената војска. Синиот камен има посебно значење за сите што ги познаваат длабоките почетоци на човечката цивилизација. Кога Аминта и Исмаил ни го открија, свативме зошто мораме да ја исполниме поканата и покрај сите тешкотии да тргнеме на овој пат. Според знаењата на македонците со нитки до Александар, кога каменот ќе исчезне, светот ќе престане да постои. Имено како што раскажува Аминта до пред некоја генерација од нивното село, 40 крупни македонци требало да се фатат во круг за да го заобиколат синиот камен. Денеска 4 пати помалку луѓе ќе го направат таквото оро околу каменов. Синиот камен е најбаран камен од почетокот на човековата цивилизација. Тој се смета за символ на царства и почест, богови и моќ, духовност и визионерство. Тој е универзален символ за мудрост и вистина. Инаку, британските археолози уште пред неколку години добиле дозвола да копаат длабоко под Стоунхендж, каде што го бараат синиот камен. Тие се повикуваат на старите верувања дека синиот камен има исцелителна моќ. И во Ирска се трага по синиот камен и се верува дека тоа е коренот на Светиот Дух, односно Исус. Тие сметаат дека каменот дошол од Атлантида или Посеидонија, а за да бидат нештата појасни, ова име сите добро упатени истражувачи го спомнуваат како старото име на Македонија. Покрај другите употреби на синиот камен во Ирска, се верува и дека се користел за отварање на порталите, односно премините кон другите стварности. Постои легенда дека Александар Македонски бил даруван со моќ од така наречениот чувар. Се смета дека чуварот со зелен лик е оној што Марија Магдалена го видела прва кога дошла пред пештерата каде што било ставено телото на Исус. Чуварот го поистоветуваат и со македонскиот бог Дионис, богот на грозјето. Според една легенда, Александар, кога еднаш бил сам во пустината, заедно со својот бел конј, бил однесен на врвот на една рајска планина, каде што се сретнал со чуварот, кој Александар го опишал како пламен оган. Описот што се совпаѓа со оној на Мојсей, кога во пустината ја видел пламената грмушка. Според муслиманската легенда, 1000 години по Александар и Мухамед бил однесен на истото место од својот бел конј. Еве што велат најстарите записи за синиот камен. Во прастари времиња, кога од далечната звезда на земјата слегол синот на сонцето, со себе носел штит кој во центарот имал чудесен камен што ги носел знаењата и моќта за светот. На местото каде што се појавил била основана тврдина на светлината. Овој пратеник од далечните светови содржи материја која помага да се зачуваат вибрациите од тие светови. Овој камен испушта зраци кои проникнуваат во сите океани и планини за општо човечкото добро. А ни светот кружи парче од ова скриено чудо. Тоа патува како гласник по земјата, предвестувајќи ги големите светски настани. Испраќањето на овој дар од дамнешните времиња го означува настапувањето на судбинското обединување на силите во земјата во која се појавува. Според преданието, богатството со себе носи и посебен завет кој мора да биде исполнет. Легендите велат дека и на царот Соломон од Божји ангел му било дадено парче од синиот камен, кој тој го вградил во прстен што го носел, а потоа и во изградбата на храмот. Велат дека каменот доаѓа сам и дека не може да се земе. По се ова, ние македонците пред се треба да имаме на ум дека Александар бил високо воздигнат над материјалното богатство како злато и диаманти, на што укажува и ова македонско село, каде што можеби тој фактички почива. Запишано е дека Александар сметал дека власта над светот може да се здобие на два начина: со световна моќ, која без оглед на своето простирање е ограничена и минлива, и духовна која представува надминување и победа над сите материјални овоземни елементи и фактори. Веднаш до синиот камен има бунар. Го викаат месечевиот бунар на Александар. Кога престојувал овде, Александар пиел само од оваа вода.
Зошто се вика месечев бунар? Овде веруваат дека ако гледаш доволно долго, покриен со темна ткаенина врз себе, во водата од бунарот ќе ти се појави слика, која би требало нешто да ти предскаже. Александар ја видел месечината, па затоа оттогаш овој бунар се вика месечев бунар. Месечев бунар на Александар. Нашата домаќинка и водичка на овој пат низ Узбекистан, Кулхар, го направи ритуалот и пред нашата камера. Вели дека и се покажале златни парички, а Аминта и Исмаил и протолкуваа голема добивка што ќе се случи многу брзо. Велат дека најдолу, околу водата во бунарот, има заштита направена од дрво. Меѓутоа таа истата од пред 23 века, тие никогаш ништо не сменила. И се чудат од какво ли дрво е направена, па ја чува оваа вода сите овие векови. Тогаш ви станува јасно зошто ова село го нема на географските карти. Зошто тие велат дека патот им е добар и не им треба нов. Зошто вака свесно и категорично ги одбиваат сите така наречени придобивки на цивилизацијата што доаѓаат од запад. Овие луѓе, кои не се само последните македонци овде, туку се и последните чувари на овие свети локации, заслужуваат респект од сите македонци каде и да се во светов. За нивната умешност, мудрост, посветеност кон судбинската улога што им ја дарил животот, да бидат тие стражарите пред македонските светии, иако далеко од дома, веќе 2300 и некоја година. Во пораките до Македонија и македонците велат дека не сакаат ништо за себе, но се плашат дека кога нив ке ги снема, никој нема да ги знае овие македонски работи со важност од прв ранг. Па затоа имаат само една желба, овде, меѓу гробницата и синиот камен, да подигнат споменик на Александар III Македонски, за да се знае зошто е ова место свето и за нив, и за сите македонци, а и за сите идни генерации што доаѓаат. Ова видеоописание ќе го завршам со прашањето што ни го поставуваа на секаде низ Азија, откако ќе слушнеа дека сме од Македонија. И овде не прашаа истото. Што сте направиле вие македонците за него, за Александар Македонски, зашто цел свет ве препознава заради него? Пред неколку години тешко ќе одговоревме на ова прашање, но сега е лесно. Улици, магистрали, аеродроми и установи го носат неговото име. Ѓорѓе Атанасовски му подигна споменик во Прилеп уште пред 13 години. А од лани, во нашиот главен град, на главниот плоштад, му посветивме должно внимание и респект на нашиот најголем цар, со споменик висок 26 метри. Фонтани, лавови и фаланга околу него, за сегашните и сите идни македонци да не заборават кои биле, кои се и кои можат да бидат само ако сакаат. Откако знам за себе, читав книги за Александар пишувани од туѓинци. Ова е видеокнига која ние самите ја пишуваме за нас, со сите драгоцени снимки за прв пат видени и јавно публикувани места. Затоа е внатре секој збор одбран да изрази некоја македонска суштина. Телевизија Сонце беше во Узбекистан и ја направи и оваа втора невозможна мисија успешна.